Живееме во држава во која во еден ден државните институции блокираат 6000 приватни фирми. И тоа не е проблем. Живееме во држава во која преку ноќ не знаеме од каде некој ќе постави споменик, за да потоа следната ноќ знаеме кој се обиде истиот да го сруши. Живееме во држава во која новинари се во притвор, ама кога градоначалници шверцуваат преку граница ловечка муниција, и тоа не е ништо. Живееме во држава во која ордени и херои правиме од Орбан, а на хероите од типот на Мандела никој не се сеќава. И за жал, живееме во држава во која политиката 7 години има една и единствена цел, а тоа е како да создаде екстремно моќна и екстремно богата мала група околу овие на власта. И токму поради таа политика, токму поради таа цел во државата да се поделиме на многумина кои се сиромашни и малкумина кои имаат сета моќ во своји раце, затоа се кратат работничките права. Затоа Македонија ги има најмизерните, најниски плати во целиот регион и во целата Европа. Затоа пензискиот фонд е на работ на пропаста. Затоа најлесната работа во светот, во Македонија е да отпуштите работник. Затоа во Македонија не е тема што долгот на државата за 6 години се дуплирал. Затоа во Македонија не е тема што над 447.000 граѓани е напуштила државата. Најголемиот дел од нив млади. Најголем шампион Македонија стана во тоа што процентот на оние кои ја заминуваат, а имаат факултетска диплома, е поголем и од Албанија, и од Косово, и од Босна, кои години со ред имаат најголем проблем со иселувањето. Затоа живееме во држава во која што македонските граѓани највеќе страдаат. Според истражувањата светски, Македонија по процентот на луѓе кои страда е, замислете, после Иран, а пред Мадагаскар. И затоа, токму заради целава оваа група на проблеми, оваа политика, ние мораме да ја поразиме. Оваа власт, ние мораме да ја срушиме. Овие властодржци, ние мора да ги изложиме на тестот на народот, на тестот на граѓаните, а богами и на тестот на законите и судовите. Затоа, почитувани сограѓани, почитувани скопјани и граѓани на аеродром, ни треба вашата помош. Ни треба вашата помош за да допреме до секој кој мисли добро на оваа држава. И тој тип на политика очигледно ја тера Македонија наваму, да биде најсиромашна и најбедна и најстрадална држава во овој регион. Ние во делот на политиката на вработување сметаме дека Македонија пропушти неверојатни шанси. Откако ги изгубивме 8 милиони европски евра за македонското земјоделие, сега сме на граница да изгубиме и дополнителни 11 милиони евра, наменети точно за создавање на работни места. Пазете, државата со најголема невработеност, со најмногу млади невработени, 11 милиони евра им вели не фала. Не знае да ги искористи, не сака да ги искористи. Сега беше денеска Македонија во чекор со Хрватска, како што бевме години пред денеска, Македонија како земја членка ќе можеше во следните 7 години да добие 3,7 милиарди евра. 3 пати ја проверив бројката да не изгрешам. 3,7 милиарди евра се многу пари. Тоа се половина речиси од ветувањето неостварено на Груевски дека ќе се инвестира во Македонија 8 милиарди евра. И не мораше да бара да инвестираат. Доволно ќе беше Македонија да влезеше, да станеше членка на Европската унија. Оти ова не се пари кредити, ова се пари грантови. Најголемиот дел од тие пари ќе создава вредност во економијата, ќе отвара работни места. Денеска, за жал, таа шанса не е испуштена. Меѓутоа, не е секоја надеж уништена. Денеска СДСМ е опозиција. Меѓутоа, дури и како опозиција лобираме помеѓу социјалдемократските, левичарски партии низ Европа, Македонија да може да ги искористи европските фондови наменети за млади и вработување, кои што сега се во износ од 8 милиарди евра. Овдека сме 200, 300, колку сме, денеска се сретнавме уште со 100 на 200 луѓе, тоа е малку. Да беше ова нормална држава во која функционираат нормални медиуми, без страх, без пари, без заплашување. Нашата порака одамна ќе беше испратена далеко. Промените во Македонија одамна ќе се случат.
ама не сме. И затоа, кога не можеме по нормалниот, мора да тргнеме по потешкиот пат. Тоа значи дека секој од вас се надевам дека ќе стане промотор на оваа наша заедничка програма.